Некад се спремав да идам у државна на хирургија, а денес се спремам да сечам дрво. Што ти е живот? Како што знаете, господа, ако не се лажам, втората епизода исековме погрешно дрво. И тоа мора сега да го коригирам. Стварно сум професионалец. Тука ќе мене возот има 5 дрва и ја успев од тие 5 дрва да го утнам дрвото кое што треба да го сечам. И сега ќе сечеме друго дрво, али ова е многу поголемо. Дрвото кое што треба да го бутаме е ова. Ева. И сега чекај да видите колку е високо ова дрво. Погледнете. Тука ќе има циркуси. Тука ќе има циркуси, ја како што можам да приметам. Оно што го исеков претходниот пат беше ја токава мало дрвци. Ова е 4 метри дрво. Слива. И што ќе правиме сега? Ништо идам по бичките, вие чекате ме тука. И сега, господа, ќе има комедии. Чекайте само да ве ставам тука негде у близина и ќе гледам дрвото да не падне врз вас, не да е Боже да ви скрше некоја коска. На кај да го бутаме сега, да направиме математика. Ако го бутнам натаму ќе падне целата ограда. Значи ќе гледаме да го бутнеме наваму. Ајмо, господа, да се прекрстеме. Бог нека е со нас. Ја појма немам што правам, али ајде. Ајмо. Господа, идеме на мускули. Чим почне да се крше ја на мускули, ќе го излечам целото. Ајде со Господ напред уште еднаш, идеме. А ја можам да го извадам од овакво. Ништо. Ќе пробам прво оваа гранката тука, многу ми пречи оваа гранка. Ова е готово. Полека, делче по делче ќе ја сотреме. Ајде, баш сега нека помине овој со тој трактор, ајде. Сега нека помине. Саботират ме, господа. Јас сум саботиран. Не и се. Промена план. Ја мислев скроз од оздоле да ја сечам, од корен практично, али не можам со оваа бичка. Да имам жага, може ќе ми е полесно така да дел по дел ќе ја сечам. Уствари, што дел по дел? А боди тама. Дел по дел. Има да ја сотрам од корен. Дел по дел. Обре. А? Што ќе кажеш, да? Хеј. После ќе кажете мене не ме било за зимоделец, а? Се осеќам кога сум дигнал 220 кг на чучење. Ау. Сите ви што сечете дрви, што јадете лепото, дубок наклон. Оваа работа не е за мене. За малку главата ќе се скрчев. Сега,
Која е најдобрата опција според мене да ја сечеме сега тука дел по дел, значи гранка по гранка и да имаме цели дрва, зашто тамо на магајрато ќе ги исечеме кој што треба. Што има да ги сечам? Ќе ги искршам. Ќе сечам. Сила ли сум, шо ли сум, не ме заебавајте. Гледај. Так. Отидовте, Господу, неповрат. Мора да купам бежиче микрофон. Дефинитивно со бежиче микрофон тука не се работи. Мора да купам бежиче микрофон. Со овој микрофон живците ми искина овој микрофон. Невозможно да работам со него. Господа, одвај останав жив. Одвај. Целиот сум искасапен. Си го искршив телефонот. Главата ми е целата со рани. Као да сум бил на фронт. Лом сум целио. Не знам дали може да приметите. Па требаше да земам некоја капа, бе. Убаво ми кажа баба Дафа, ја ше земи капа. Земи си капа. Следен пат ќе доам со шлем и со фул ратна опрема. Ово не е за мене, господа. Ово не е за мене. Сечење на дрва било многу тешка и опасна работа. Пак ја повторам. Сите вие, кои што се занимавате со сечење на дрва, дубок наклон. Ја од едно обично сливче си го скрчив телефонот, си исекол главата и целиот сум урани. А ја цркнав, господа. Знаете ке, јас сум аут. Скрос отиден. Теретана се теретана, гостети, дрва сечење. Теретана се теретана. Теретана му е мајка. Ова многу тешко. И ова микрофонот. Ова микрофонот, ако не го искинам до вечер, ете. Значи, толку живците да ми ги скине, тоа е неверојатно. Уплетка ми се таму у тоа гранките, точно едно 7-8 минути сум го оплеткувал. Можда 7-8 минути за вас не е ништо, меѓутоа за мен у тој момент беше цела вечност. Господа, бевте сведоци на тоа како ја прв пат у живот бутам дрво, што е практично дрво. Оно било само, да кажем, мало дрвце кое што не требало да се бута. Меѓутоа, еве сум направил грешка. Ова е баш дрво, некаде околу 4 метра висина. Кој што можете да видите, јас сам, со сопствените раце, со сопствениот ум,
го соборив. Само сакам да ви поставам едно прашање, а тоа е дали сакате да има едно видео неделно кое што ќе се состои од повеќе денови и ќе биде подолго, типа 30 минути, или сакате вака да има две видео од по 10 до 15 минути. Тоа ќе мора вие сами да ми го кажете у коментар и не знам дали може да направиме некој пол да гласате. Сепак ние сме демократско општество. Вие треба да имате право на глас. Како кажете вие, така ќе поставам. Сакате да има едно видео неделно кој што ќе биде подолго или сакате да има две видеа кои што ќе бидат по 10 до 15 минути. Ова моето лозје се граничи со 1, 2, 3, 4. Практично од сите страни има лозје со кое што се граничам. И баш за некое чудо, денеска беа буквално сите комшии тука на лозјето. Од сите страни, еве, од згоре е тука, и од таму е, и од тука. Значи има 6 души кои што ме гледаат уживо како се брукам и сечам дрво. Замислете колку сум ја срекник. Тука доаѓам месец дена и од тие месец дена баш денес се погоди сите да се тука. И 6 души ме гледаат уживо. Еве сега се прават мутави кога не ме гледаат. Овака го гледаат. Што да правиме, господа? Тоа е што е. Да ви кажам, ова дрвото ми измори. Така да јас сега ќе отидам дома, ќе се истуширам и имам работа. Имам да работам на едни програми, тоест на планови за исхрана за двајца мои клиенти. Тоа ќе ми одземе едно 4 сати сигурно. И толкова на колку е саат, а не носам саат. Толкова на денот, што мислите вие колку е? Па биете им поздравени, господа. Предавам се, лозје, ти победи.